Почитувани, очигледна е нервозата кај власта по вчерашното видео од премиерката Брнабиќ. И повторно Венко Филипче, кога е фатен во сериозен скандал, бега, молчи и се крие позади празни и штури соопштенија на Министерството за здравство. Со вчерашното барање за извинување, Венко Филипче и Министерството беа фатени во класичен офсайд, каде што ни самите не знаеа за што бараат извинување. Доколку немало илегална вакцинација во Република Македонија, еве уште еднаш прашуваме, зошто Венко Филипче и Министерството не побара извинување од премиерката Брнабиќ и не ја демантира или пак да реагираат со остра протестна нота? Дали со тоа што нема се уште демант и нема побарано извинување од премиерката Брнабиќ од страна на власта, значи дека Филипче и Заев се фатени живи во сериозен скандал? Очигледна е затоа и нервозата, но и криењето на Венко Филипче, човекот кој не се симнуваше од медиумите, известуваше буквално секој ден на кој начин и во колку часот беа земани брисеви на тестираните, нормално сега сум ироничен, сега се крие бидејќи не може да обезбеди вакцини за граѓаните заради неговата неспособност. А и дали тие што ги добиле одреден број на вакцини ги поделиле преку врски на одредени луѓе. Жив срам и жива брука е што нема вакцини и ги лажат граѓаните, а тоа чини животи кои умираат секојдневно. И уште еднаш прашувам дали Филипче и Заев сега ќе им се извинат на граѓаните за манипулациите и лажењето и тоа што не можат да обезбедат вакцини или пак затоа што најверојатно вакцинираат илегално и ние дознаваме од премиери на други држави.